Ги следите вестите на Канал 8. Добар ден. 3 нови сорти ориз ќе бидат влезени во редовно производство на полињата во Македонија. Најголеми позитивни резултати постигнаа сортите Гала, Халил Бей и Ѓонен. Овие сознанија професор доктор Добре Андов од Оделот за ориз при Земјоделскиот институт Скопје, заедно со останатите двајца соработници од тимот на Оделот за ориз од Кочани, ги презентираа минатиот викенд на меѓународниот хуманитарен саем во Истанбул, Република Турција. Во производната 2013-2014 година на површините во индивидуалниот сектор во Кочанско и на опитните полиња на Оделот за ориз во Кочани пробно беа одгледувани 14 турски сорти на ориз. 3 сорти од нив експериментално се одгледуваа на полињата кај 120 индивидуални оризопроизводители во Кочанско, додека останатите 11 се одгледуваа на Оделот за ориз при Земјоделскиот институт во Кочани. Искуствата од експерименталното одгледување турски сорти ориз на полињата во Кочанско се реализира во соработка со турската компанија Тика, која за оваа намера инвестираше средства во износ од 120.000 евра. Најголеми позитивни резултати постигнаа сортите Гала, Халил Бей и Ѓонен, истакна на денешната пресконференција доктор Добре Андов од Оделот за ориз при Земјоделскиот институт Скопје. Овие сознанија Андов, заедно со останатите двајца соработници од тимот на Оделот за ориз од Кочани, ги презентираа минатиот викенд на меѓународниот хуманитарен саем во Истанбул, Република Турција. Ние предложивме 3 сорти да бидат регистрирани во Република Македонија. За таа цел се направија сортни конкурсни испитувања, значи резултатите беа дадени со извештај на сортна комисија која работи во Министерството за земјоделие при управата за семе. Истите тие резултати се тестирани статистички обработени, комисијата ги има прегледано и истите сорти морам да кажам дека се веќе од страна на комисијата признаети и можат да бидат признати, значи и можат да бидат ставени на листа во Република Македонија. Доктор Андов информираше дека 3 сорти на ориз, Гала, Халил Бей и Ѓонен, заедно со резултатите од испитувањата се доставени до Комисијата за признавање на нови сорти при управата за семе и саден материјал, кои веќе се признаени и се очекува да бидат влезени во редовното производство на полињата во Македонија од наредната производствена сезона. Во просториите на локалната самоуправа на Кочани се одржа презентација на проектот за регулација на коритото на Кочанска река. Се работи за активност чиј носител е општината во соработка со Источниот плански регион. Во завршна фаза на подготовка е техничкиот проект за регулација на коритото на Кочанска река, за кој општина Кочани преку Источниот плански регион аплицираше за финансиска поддршка кај Бирото за рамномерен регионален развој. Проектот го изработува фирмата Геинг од Скопје и според планирањата, целата постапка е поделена во неколку етапи според подрачјето од реката што треба да биде регулирано. Досегашната работа на проектантите беше представена пред надлежните во локалната самоуправа и пред представници од Центарот за развој на Источниот плански регион. Целта е навремено да се регистрираат одредени забелешки и евентуални недостатоци што треба да се коригираат. Првата етапа од регулацијата е од централното градско подрачје до обиколниот пат Штип-Делчево, односно делот каде што во изминатите децении веќе има реализирани градежни зафати. Се работи за делница во должина од околу 1500 метри, што дополнително треба да се доуреди. Третиот дел од проектот представува северната страна на урбанизираниот дел од Кочанска река, а тоа е од местото викано Бавчалак до местото викано Пандова воденица во растојание меѓу 700 и 800 метри. Исто така и таму ќе добие тој дел на Кочанска река точно издимензионирани мерки со кои ние нанатаму ќе ги користиме податоците за да полесно и поточно го урбанизираме тој дел непосредно близу до реката. Представникот на Центарот за развој на Источниот плански регион рече дека ова е можност да се направи увид во досегашната работа на проектантите за регулирање на коритото на Кочанска река, со што ќе се согледа дали ќе бидат запазени критериумите за добиената финансиска поддршка од Бирото за рамномерен регионален развој.
Центарот за развој на Источниот плански регион изминатата година до Бирото за регионален развој аплицираше на 3 наврати. Бирото имаше објавено 3 повика за проекти од регионален развој и Центарот овој проект го реализира во однос на вториот повик кој беше објавен. Во однос на третиот повик веќе имаме добиено 4 проекти кои Центарот за развој на Источниот плански регион оваа година ќе ги спроведува. Инаку, општина Кочани имаше изготвено технички проект за регулација на речното корито уште пред 5 години и тој се однесуваше на делницата од локалитетот Бавчалук до првиот сообраќаен мост. До сега тој не се реализираше во практика поради финансиски причини, иако локалната самоуправа аплицираше за помош од европските фондови преку програмата за прекугранична соработка, во која што нашата општина беше вклучена со општината Разлог од Република Бугарија. Кражба на пушки и пиштоли од ловниот дом во Кочани во текот на изминатиот викенд се регистрирани во билтенот на Министерството за внатрешни работи. Од полицијата вела дека се работи на пронаоѓање на сторителот и за целосно расчистување на случајот. Во периодот од 22 до 29 мај годинава на улицата Тодосије Паунов во Кочани непознат сторител извршил тешка кражба во просториите на ловниот дом. При тоа одземени се 2 пиштоли калибар 7,62 мм, една пушка, една малокалибарска пушка од непозната марка, 2 трофејни пушки непозната марка и поголема количина електричен кабел. Сторителот се употреба на соодветен алат и ја откоренал металната заштитна решетка на еден од прозорците на подрумската просторија, влегол внатре и насилно ги отворил сите собни врати од објектот. Потоа извршил пребарување и откако ги одзел наведените предмети, заминал во непознат правец. Од полицијата потврдуваат дека настанот бил пријавен кај нив во текот на викендот. Во моментот се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителот и за целосно расчистување на случајот. Наградата на 52-то издание на Драмскиот аматерски фестивал годинава отиде кај аматерите од Врање, Република Србија за представата Водач на текст од Радоје Домановиќ во режија на Бојан Јовановиќ. И годинава, како и претходните, ДАФ во Кочани помина без публика и интерес од граѓаните за присуство на представите. Со настапот на студентите од втора година на Факултетот за драмски уметности од Скопје и со соопштувањето на наградените, во Кочани беше спуштена завесата на 52-то издание на Драмскиот аматерски фестивал на Македонија, кој од 23 до 28 мај се одржа по 40 пат во Кочани. Жирито во состав Здравко Митков, Јанка Невкова и Благој Веселинов, гран при наградата Васил Кортошев на годинешниот ДАФ им ја доделени на младинската сцена од Врање за представата Водач на текст од Радоје Домановиќ во режија на Бојан Јовановиќ. Наградата за режија му припадна на Зоран Ракочевиќ за представата Авион Спотинг во изведба на Колашинскиот аматерски театар од Колашин, Црна Гора. Наградата за машка улога ја доби Александар Арсов за улогата на Ломов во представата Просидба од Чехов во изведба на Кочанскиот аматерски театар, додека наградата за најдобра женска улога и беше доделена на Марија Ѓоргиева за улогата на Наталија во представата Просидба. Наградата за уметнички иновации и истражување на годинешниот ДАФ ја доби представата Авион Спотинг во изведба на Колашинскиот аматерски театар од Црна Гора. На фестивалот забележителен настап има и учениците од драмската секција при гимназијата Свети Климент Охридски од Охрид, која изведува представата Домот на куклата во режија на професорката Ирена Бачик. Оваа секција пред 2 години освои 2 награди на овој фестивал. Се подобрува безбедноста за учесниците во сообраќајот во општина Чешиново, Облешево. За таа цел се обновува сообраќајната сигнализација на магистралниот пат, што подолг период беше оштетена или недостасуваше. Деновиве во општина Чешиново, Облешево се работи на одржување на постојната и поставување нова хоризонтална и вертикална сигнализација на магистралниот пат А3 кој поминува низ селото Облешево. Поставени се сообраќајни знаци за регулирање на сообраќајот по главната улица, а исто така се прави регулација на сообраќајот на пристапните патишта кај основното училиште Климент Охридски, како и кај општинската зграда. Во однос на хоризонталната сигнализација обележани се пешачките премини, како и автобуските постојки, а исто така поставена е и соодветна вертикална сигнализација.
Дел од поставените знаци беа оштетени или недостасуваа, а обележаните пешачки премини и другата сообраќајна сигнализација не обезбедуваше добра прегледност, посебно во нарушени временски услови и во текот на вечерните часови. Од локалната самоуправа велат дека со спроведување на оваа активност значително треба да се подобри непреченото одвојување на сообраќајот низ населеното место Облешево. Со обележувањето на пешачките премини кај основното училиште пак треба да се зголеми и безбедноста на децата при преминување на улицата. Кадифена покривка е насловот на новата книга на авторката Оливера Николова, што беше промовирана во фоајето на Центарот за култура Бели Мугри Кочани. Минатата година за споменатото дело писателката ја доби наградата Стале Попов за проза. Пред присутните граѓани и децата од детската градинка Павелина Велјанова беше промовирана книгата Кадифената покривка на Оливера Николова. Станува збор за збирка од новелети, каде што се одбираат специфичен вид ликови. Бидејќи овде станува збор на вистина за вистините личности што живееле свој живот, тие личности се обично бизарни, некако од општественото дно, социјално промашени, со најразлични психологии кои што не им служат на чест на добрите луѓе. И за една таква група жени, од нив, значи 6, се тема на анализа на уметничко создавање кај Оливера Николова. Оливера Николова на читачката јавност е позната по книгата за деца Зоки Поки, а по неа и Девојките на Марко, за која беа направени и телевизиски серии. Од творештвото за возрастни Николова создава драмски текстови, како што е збирката Сребреното јаболко. Својата сатисфакција како книжевен творец ја стекнува со романот Тесната врата, за која што добива и награда. Потоа следува Адамовото ребро. Авторката во своите романи не настапува само со имагинацијата, туку со неа ги надградува своите истражувања во различни области. Книгата беше промовирана на специфичен начин преку драмски текст во изведба на деца, членови на театарското студио што работи при Центарот за култура Бели Мугри. Во организација на Ротари клубот Кочани Виница на 2 и 3 јуни ќе се одржи акција за собирање на електричен и електронски отпад во просториите на екопроект Кочани во местото викано Соколовица во населбата Оризари. Целта на акцијата е создавање здрава околина за живење и грижа за природата. Акцијата за собирање на електричен и електронски отпад во организација на Ротари клубот Кочани Виница ќе се одржи на 2 и 3 јуни 2016 година во просториите на екопроект до Кочани во место викано Соколовица, број 1 во населбата Оризари, со почеток од 8 до 16 часот. Електронскиот и електричниот отпад донесен од страна на правните и физички лица во просториите на екопроект Кочани ќе биде без надомест согласно овој закон. При преземањето на отпадната опрема за повторна употреба како цел уред, крајниот корисник го потврдува предавањето на отпадната опрема на собирачот на отпадната опрема на потврда за примопредавање. Согласно тоа, на сите правни лица ќе им биде издадена соодветна документација, кои што на компаниите им се потребни за сметководствен отпис, бидејќи секако овој тип на отпад пред да стане отпад бил основно средство за работа. Станува збор за некомунален отпад, туку опрема која што ја создаваат домаќинствата и правните субјекти и имаат намера да ја отфрлат од употреба, вклучувајќи ги сите составни делови, подсклопови и потрошни делови и материјали кои се дел од производот во моментов на исфрлање. Во рамките на ваквиот тип на отпад влегува отпадната опрема, големи домашни апарати, мали апарати, опрема за информатичка технологија и телекомуникација, опрема за широка потрошувачка и забавна електроника, опрема за осветлување, електричен и електронски алат, електрични и електронски играчки и опрема за забава и спорт и медицински апарати. Следува информацијата од спортот. Викендов се одигра последното коло од првенството во првата фудбалска лига за жени, во кое женскиот фудбалски клуб Кочани на стадионот Никола Мантов ја победи екипата на Речица. На државниот турнир во Б лигата гимнастичарите на клубот за гимнастички спортови Кочани освоја еден сребрен медал.
На терените на спортско-рекреативниот центар Зорик се одржа третиот мемориален тениски турнир Благој Едровски. Екипата на женскиот фудбалски клуб Кочани со победа од 4:1 против последно пласираната Речица го заврши настапот во овогодишното првенство во првата фудбалска лига за жени. Со тоа само го потврди освојувањето на второто место, со оглед што лидерот Драгон 2014 десетина кола претходно веќе доволно силно се зацврсти на врвот на табелата. Победата на кочанските фудбалерки беше очекувана и никакво изненадување не можеше да се случи на стадионот Никола Мантов, затоа што гостинките од Куманово дојдоа само честно да го одработат учеството во прволигашкото друштво. Домашните, уште во првите десетина минути од надпреварот, покажаа дека не случајно се во горниот дел на табелата, при што во 6-та и во 9-та минута Милеска ја доведе екипата на Кочани во водство од 2:0. Резултатската предност домакинките ја зголемија во 21-та минута со погодокот на Чубриновска. И кога се очекуваше на одмор да се оди со тој резултат, гостинските фудбалерки се созедоа и 8 минути подоцна со голот на Каровска намалија на 3:1. Во вториот дел од надпреварот, играта беше анемична и кај двете екипи без желба да се направи некаква резултатска промена. Сепак на десетина минути пред крајот, домашните фудбалерки уште еднаш ја затресоа мрежата на кумановчанки со третиот гол што го постигна одличната Милеска. Викендов во Битола се одржа првиот државен гимнастичарски надпревар во Б лигата во женска конкуренција. На турнирот настапија 112 гимнастичарки од клубовите во Македонија, а клубот за гимнастички спортови Кочани учествуваше со 9 представнички. За разлика од досегашните турнири на кои нашите гимнастичарки се враќаа со одлични постигнувања, овој пат тие освоија само еден сребрен медал. Во категоријата постари пионерки во екипна конкуренција тие беа второпласирани, додека во поединечна конкуренција останаа без признанија. Како образложение за причините за ваквите постигнувања е што дел од девојчињата во екипата за прв пат учествуваа на државен надпревар, дел од нив преминаа во повисока категорија, а останатите се веќе во конкуренција на А лигата. На 19 јуни во Битола ќе се одржи уште еден гимнастички надпревар на државно ниво, на кој ќе настапат момчињата и девојчињата во А лигата и момчињата во Б лигата. На терените на спортско-рекреативниот центар Зорик во саботата и неделата се одржа третиот мемориален тениски турнир Благој Едровски. Организатор на надпреварот беше тенискиот клуб Акватен од Кочани, во соработка со пријателите и семејството на прерано починатиот млад и надежен кочански тенисер. На турнирот учествуваа 32 надпреварувачи на различна возраст, а победници станаа Гоце Манев од Радовиш во машка и Даниела Колева во женска конкуренција. За неуспешните, спонзорите обезбедија награди, а од име на организаторите им беа доделени пехари за постигнатиот успех. Временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.